Би продолжило онаму каде што застана колешката, односно во однос на постапките кои што се водат пред ова јавно обвинителство. Најнапред би укажала дека навистина и покрај тоа што направивме напори да воспоставиме интензивна соработка со институции, соработката со институциите оди тешко. Тоа е причина заради која што останатите предистражни постапки малку задоцнуваат во однос на оваа која веќе премина во фаза на истрага. Секако ве уверуваме дека се преземаат сите действија во рамки на законот кои што ги имаме и во овие постапки и покрај, како што кажав, отежнатата соработка со институциите. Од предистражните постапки кои што кај нас моментално се отворени, би ги напоменала предистражната постапка за предметот познат во јавноста како Маđар Телеком, кој што е побаран од обвинителството за организиран криминал и корупција, за да одлучиме за нашата надлежност. А исто така е формирана предистражна постапка за аферата Надеж, исто и тоа претпоставувам ви е познато. Сега, она што сакаме особено да го адресираме како прашање важно за ова обвинителство е што изразуваме загриженост бидејќи свесни сме сите дека во изминатиот период се направија обиди за дискредитација и нарушување на репутацијата на ова јавно обвинителство. Овие обиди за жал доаѓаат и од државни институции, и од индивидуи, и од медиуми, и од политички партии. Во оваа насока сакаме да појасниме неколку работи. Прво, во однос на Советот на јавни обвинители. Искрено се прашуваме дали имаме поддршка за нашата работа од Советот на јавни обвинители, имајќи ја предвид последната изјава на претседателот на Советот на јавни обвинители. Беа изнесени во рамки на таа изјава неточни и невистините факти. Ние судска полиција немаме и никогаш не била користена асистенција на полициските службеници кои што работат за нас, за некој да биде отстранет од работа. Имаме и видеокамери тоа да го докажат. Сепак изразуваме уверување дека Советот како професионална институција ќе појасни врз основа на кои законски прописи постапува кога одлучува за работата и за законитоста на действијата на ова јавно обвинителство и со тоа нормално ќе го тргне сомнежот за пристрасно и необјективно постапување. Воедно во изминатиот период обид за дискредитација дојде и од многу индивидуи кои поднесоа кривични пријави против јавни обвинители во ова јавно обвинителство и против истражители од ова јавно обвинителство. Во овој момент, она што сакаме да го потенцираме е нашиот демант кој што веќе еднаш го изразивме. Исто така, појаснуваме дека ние постапуваме исклучиво согласно законот и во овие наши постапувања се запазени правата на сите лица во кривичната постапка, како на осомничените лица, така и на сведоците. Членот 212 од Законот за кривична постапка е прилично јасен и предвидува не само право, туку и обврска на јавниот обвинител да ги повикува за сведоци сите лица кои што е веројатно дека ќе дадат значајни податоци за водење на една кривична постапка. Обврска на сведоците е да се јават на поканата на јавниот обвинител и откако сведоците ќе се јават, јавниот обвинител е должен да ги предупреди дека треба да ја зборуваат вистината и не смеат ништо да премолчат, а воедно е должен да ги предупреди на последиците од давање на лажен исказ. Ваквото предупредување на последици од давање на лажен исказ и воедно предочување на сите законски можности не се акти на застрашување или акти пак на малтретирање и вознемирување. Сакаме да потенцираме и дека едно од основните начела на кривичната постапка е начелото на пресумпција на невиност, кое што начело е навистина силно и кое што треба да го почитуваат сите, особено треба да го почитуваат ова начело медиумите. Затоа и сметаме дека медиумскиот простор не е форум каде што треба да се дискутира основаноста за некој на одредени прашања. Сметаме дека шпекулациите и гласините влијаат токму на повреда на начелото на пресумпција на невиност, оние кои што се изнесуваат во медиумите и медиумите се ставаат во една се доведуваат во тоа да ги злоупотребуваат ваквите права и со тоа фактички да се направи еден вид на пресумпција на вината на лицата против кои се поднесени кривичните пријави, а не да се почитува пресумпцијата на невиност. Од сите овие причини кои што ги наведов, верувајте дека е последен пат да го адресираме прашањето за основаноста на кривичните пријави против обвинителите и против истражителите во ова јавно обвинителство и упатуваме дека како предмет каде што сите правни релевантни аргументи ќе бидат изнесени, ќе биде тоа направено во една постапка пред судот. Сега, обид, она што ни е значајно да го напоменеме е дека обид за дискредитација дојде и одредени од страна на одредени политички партии. Тука би сакале да апелираме не само до јавноста, за јавноста тоа да го знае, туку и до сите политички фактори, дека ние како јавно обвинителство сме независен и непристрасен орган и ние работиме професионално, како што напоменав неколку пати, исклучиво врз основа на законот и преку почитување на правата на сите лица во постапката. Заради ова,
се оградуваме од изјавите на сите политички фактори во државата кои што сакаат работата на ова јавно обвинителство да ја интерпретираат исклучиво за своји партиски цели. Единствен наш фокус е борбата против криминалот согласно надлежностите кои што ни се нас дадени. Исто така во оваа прилика ќе соопштиме уште едно прашање, ќе се осврнам на уште едно прашање кое што ви беше предмет на интерес и предизвика многу реакции. Тоа е предавањето на материјалите од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Значи се работеше за материјал кој што е навистина обемен и поради тоа се уште трае пописот, односно евидентирањето на тие материјали. Во моментот кога ќе биде завршено ова евидентирање на материјалите, ќе биде изготвен статистички преглед за она што фактички е содржано во електронските медиуми и во транскриптите, и тој статистички преглед ќе биде дел од извештајот кој што ќе биде доставен до Советот на јавни обвинители и до Собранието на Република Македонија, а секако и јавноста преку медиумите ќе биде благовремено запознаена. За крај би се надоврзала само на изјавата на специјалната јавна обвинителка господината Катица Јанева и би потенцирала дека Република Македонија е демократска држава која што постигна значаен напредок во реформите во правосудството, создавајќи институции кои се надлежни токму за спроведување на принципот на владење на правото. Во оваа насока, ова јавно обвинителство ќе работи и работи исклучиво врз основа на законите и ќе соработува со институциите единствено со цел да биде спроведена правдата.